Две работи најдлабоко допираат до човековото срце – убавината и страдањето. Но во овој свет оптоварен со толку многу страдање, нема ништо поубаво и поохрабрувачко од тоа да се види како луѓето несебично им помагаат на оние кои страдаат, на болните и изнемоштените, на ранетите и ранливите, на сиромашните и бездомните. Денес е светскиот ден на борбата против сиромаштијата. На овој ден во 1987 година е откриен споменикот во Париз, посветен на борбата против проблемот сиромаштија. Намерата е со одбележување на овој ден да се забави проблемот со сиромаштијата и бедата и да се реши тој проблем. Па доколку сте во можност и сакате да помогнете, појдете во Црвен крст на Република Македонија и донирајте. Како што има кажано голем хуманист и нобеловец Алберт Швајцер, црвениот крст е светлина што го покажува вистинскиот пат низ темнината. Наша должност е да се погрижиме тоа светло никогаш да не згасне. А вие останете покрај малите екрани затоа што следи уште едно издание на Сцена. Реалити звезда удри автомобил вреден 120.000 евра и се избламира на Инстаграм. Дознаваме која српска згодна фолкерка потполно гола прошета во еден познат скопски хотел. Гледаме која пејачка заводливо позира на српската сцена. Останете со нас, следува шоубиз. Британската реалити звезда, 25-годишната Клои Кан, го удри 120.000 евра вредниот автомобил, марка Range Rover. Старлетата не беше премногу загрижена за оштетувањето на скапиот автомобил, туку веднаш објави слика на Инстаграм, сметајќи дека ќе биде интересна, но тоа само дополнително ја избламира пред нејзините следбеници, кои меѓу друго напишаа дека тоа не е сообраќајна незгода, туку дека таа не е добар возач. Очигледно дека Клои е само добра во сликањето во провокативните изданија, а останува нејасно кој ќе биде спонзорот, кој ќе ја покрие штетата што ја предизвика. Според тоа како изгледа и што вози, сметаме дека ова нема да ја представува голем проблем. Српската фолкерка Мија Борисавлевиќ го сними најшокатниот спот на Балканот и тоа во Македонија. Во спотот снимен во сега далечната 2008 година, под режисерска палка на Дијан Миличевиќ, Мија се шета гола во Александар Палас, на автопат и на други локации. Иако видеозаписот е скап и контроверзен, храброста и парите и се исплатиле. Индира Радиновиќ Кинди обожава да ја разгорува машката фантазија. Откако ги симна килограмите, познатата пејачка не престанува да објавува провокативни фотографии. Тоа секако им одговара на фановите, кои секогаш знаат позитивно да возвртат со коментари и лајкови на незините фотографии. Најголемиот јубилеј 30 години од првата полноноќна забава во Скопје и Македонија, која го смени целокупниот ноќен живот на младите во Скопје и Македонија. На 29 октомври во 21 часот во Метрополис Арена ќе се прослави 30 години од првата полноноќна забава во Скопје и Македонија. Јубилеј во чест на DJ Бабора. На 29 октомври во 21 часот во Метрополис Арена ќе се прослави 30 години од првата полноноќна забава во Скопје и во Македонија, која го смени целокупниот ноќен живот на младите од пред 30 години. Милорад Цаик Цајо, урбана легенда на Скопје и иницијатор за првата полноноќна забава што се случи пред 30 години во дискотеката Огниште, на 29 октомври ветува голема журка. Метрополис Арена на 29 октомври, сабота навечер. Значи, тука ќе се појават сегашни и ретро диџеи од времето, кои се уште работат и актуелни се како диџоки. Се надевам дека сите оние генерации од овие изминати 30 години, значи тоа се 30 генерации, нека повелат, нека дојдат вечерта. Цената е символична, 200 денари до првите, значи до 15 октомври. Потоа е 250. Имаме специјални пакети за VIP гости. VIP пакетите ќе бидат 2.500 и 3.000 денари. Можат да ги набават нашите гледачи сето ова што го кажав до сега во Југотон, Розеверо 2 и онлайн на МК Tickets. Значи сите влезници, дали се VIP или обични влезници,
нека повелат што побргу да бидејќи се во ограничен број. Да се вратиме малку во минатото. Дознаваме кој град во доцните 80-ти беше урнек за ваков тип на забава. Позади овој настан се крие добра приказна од каде е произлезена идејата за полноноќна забава, бидејќи тоа навистина беа лудите ноќи во Скопје. Далечната 1985 година, јас една година живеев во скандинавските земји, поточно во Стокхолм, а инаку бев буквално сегде од Норвешка, Шведска, Финска, Данска и постоја, значи, преубави дискотеки. Можам да ги заборавам моментите кога историскиот легендарен тенисер Бјорн Борг го видов во кафе операта, значи ден денеска постои. Имаше премногу убави дискотеки кои имаа ноќен живот до 3 часот наутро. И тоа ми даде повод затоа што видов дека младите во Европа знаат како да се забавува. Имаше некој кодекс на однесување и дали имаш повеќе од 21 година полнолетство за да можеш да добиеш алкохолен пијал. Значи не беше како кај нас дека 18 години. Това беше еден мотив, викам, нека биде тоа е еден подстрек. Негде во октомври месец 86 година веќе се договарав со мојот пријател Огне како да изгледа таа забава. Гледаме дека ноќниот живот во градот беше до 23 часот. Си одевме со последните автобуси дома. Ако го нема тој автобус, тогаш си одевме пеш. Па тоа траеше со часови. Застани на едно место, па на друго место и така натака. Младите имаат премногу енергија, а нема каде да ја потрошат. Тоа беше мотивот за да се направи таа полноќна забава, која го промени целокупното движење на угостителство во Македонија и во Скопје. На 29 октомври не очекува градска журка или поконкретно одбележување на интересен јубилеј, 30 години од првата полноноќна забава во Скопје. Организаторите ветуваат добра журка, која ќе не раздани како во старите добри времиња. Јубилеов е мотив за да се соберат сите оние генерации кои седат под наводници покрај малите екрани, ништо не им се случува. Значи, да не дозволиме оние генерации во изминатите 30 години кои беа и гравитираа низ градот и Македонија, да седат дома и не варе да бидат цело време покрај лаптопот и паметните телефони и ништо да не им се случува. Значи, луѓето треба да им се врати на смевката. Пораката е, дајте да се вратиме на она што го имаме. Секој во нашиот дух има една младост, а таа младост никош не треба да се изгуби. Во октомври 1986 година се случи ова антологиска забава во дискотеката Огниште, тогашен Гранд Хотел, а денешен Холидей Ин, која го промени целокупниот живот на младите во Скопје и во Македонија. Полноноќната забава е и пресвртница на целокупното угостителство во Македонија. Од тогаш па сте до денес сите угостителски објекти работат по 23 часот. Младата пејачка Александра Јанева минатата недела го промовираше својот најнов видеозапис за песната Најмило мое. Записот е едноставна видеоприказна со изразена експресија и неочекувани модни трансформации. Деталите ги дознаваме од Александра Јанева. Александра Јанева, македонска попејачка. Победник е на музичкото шоу Сите наши песни во 2013 година и на фестивалот на забавни мелодии Макфест во 2013 и 2016 година. Таа покажала интерес кон музиката уште на своите рани години. Првите официјални настапи пред публиката се случиле на школските приредби во основното училиште. Александра Јанева два пати ја наследи титулата за прво место на Макфест, но еве од каде и кога за прв пат се појави на сцена. Добро познат пат на сите пејачи. Почнав со локални настапи во Струмица
и оние традиционални хуманитарни великденски концерти кои што ги организира нашиот град. И мислам дека на 18 години се појавив за прв пат на националната македонска телевизија во шоуто Сите наши песни, заедно со уште 2 струмиченки, каде воедно исто триумфиравме и таму ја земавме победата и тоа беше она одскочна даска која што ми извади надвор. Јанева со нов спот за Најмило мое, ова е приказната. Најмило мое зборува за она женска љубов и тоа сакавме всушност да го доловиме сега во видеозаписот, колку жената може да покаже поголема женственост и поголема страст кога е заљубена. И мислам дека она што ме поврзува мене со Најмило мое е токму емоцијата. Иако станува збор за една брза и динамична песна, сепак има една убава доза на емоција, која што се надвам дека со финесите кои што ги праве во текот на снимањето на песната и со мојата боја на глас убаво ги доловив во финалната снимка, а и на самиот настап на Охридскиот фестивал. Спотот се снимаше на неколку локации, го дознаваме тимот кој што стои гордо позади него. Спотот се снимаше во студио во Волково и исклучиво таму. Единствено тоа што се менуваше беше стајлингот и нормално, нели, целосниот аутфит. Со мене беше мојот стилист и оној кој што се грижи за мојата фризура, за мојата шминка, Драган Гоцев од Струмица. Нормално спотот го изработи Дарио Јанковиќ заедно со неговиот тим. На Александра ова е трет видеозапис, но секако веќе има и нова агенда за периодот што следи. Сигурно ќе очекуваат уште многу песни и веќе најавив уште 2 мои песни кои што ќе излезат со видеозапис некаде до крајот на 2016-та, а и нормално и во почетокот на 2017-та ќе има нешто ново, така што интензивно ќе настапувам на македонската сцена. Александра Јанева учествуваше и на 23-тото издание на интернационален фестивал Охрид Фест, кој се одржа од 22 до 25 август 2016. Таму ја промовира својата последна песна Најмило мое, зад која стои победничкиот авторски тим од Макфест во 2013 и 2016 година. Песната е нешто поразлично, со малку поинаков и подинамичен летен звук. Овде завршува уште едно издание на Сцена. Останете со програмата на телевизија Нова, а ние се гледаме утре во 23 часот и 30 минути. Добра ноќ!